Потешко вклучување на лицата со посебни потреби во сите сфери од секојдневниот живот, обезбедување на адекватни средства и помагала во секојдневната работа со нив, се само дел од повеќето проблеми со кои се судираат надлежните од дневните центри за лица со посебни потреби од Штип и регионот. Пред се стигмата за овие лица кои што на почетокот година беа така едноставно прифатени од целокупната јавност, заедницата, но јас сум сега сигурен дека постигнавме во тоа поле многу и дека тие се, да не речам 100%, но приближно 100% интегрирани и социализирани во целото ова општество. Како проблем и по-конкретен можам да наведам и работното ангажирање на овие лица, бидејќи во нашиот дневен центар се предежно возрастни лица. Се трудиме и бараме начин да направиме што е можно поголемо нивно работно способување. Упорноста во барањето на решенија за наведените проблеми се приоритет кај сите оние кои работат со лица со посебни потреби. Како решение бараме поддршка, бараме соработка со институциите, бараме подигање на свеста на населението и тоа е еден дел што работиме на тоа поле. Добра вест сепак е тоа што од јануари децата со аутизам и пречки во менталниот развој од Штип конечно ќе го добијат очекуваното возило за транспорт. Конечно, Центарот за социјална работа Штип ќе го распише тендерот и возилото со рампа се надеваме дека веќе во јануари ќе биде купено. Еден сегмент од социјализацијата на лицата со посебни потреби е спортот, кој денес ги собира лицата со посебни потреби од повеќе општини на заедничка дружба во Штип. Учесници има околу 60 корисника од сите институции во Штип, училиштето Ванчо Прке, средното училиште Искра, Дневниот центар за аутизам, Центарот за лица со интелектуална телесна попреченост, како и нашите гости од дневните центри од Виница, Делчево и Свети Никола. Оваа спортска манифестација е традиционална. Од година во година бројот на учесници од лица со посебни потреби е се поголем.